Поликлиника Манолеви може да биде горда што во склоп на работата на кабинетот по интерна медицина го отвара и овој центар за остеопороза, метаболни состојби и дијабетес. Остеопорозата представува светски и глобален проблем во склопот на кабинетот по интерна медицина, каде што ќе биде и овој центар за остеопороза, е набавена опрема која што ги исполнува сите оние критериуми интернационални за дијагностика, третман и пратење на пациенти со остеопороза. Станува збор за апаратот светски починиот производител General Electric, односно GE, модел на апарат Lunar Prodigy, кој што ги исполнува сите оние битни критериуми за, како што веќе реков, за дијагностика и пратење на пациенти со остеопороза. Се разбира дека остеопорозата не е нешто што е ново во нашата секојдневна клиничка пракса, меѓутоа она што го прашање нас не се постави е дали сите пациентки се навистина навремено дијагностицирани, третирани и се разбира многу побитно каде е превентивната медицина и превентивната интерна медицина кога станува збор за превенцијата на фрактурите кај жените. Се разбира дека менопаузата е главниот и доминантен фактор кој што доведува до остеопороза и се разбира дека сите оние жени кои што навлегуваат во фазата на менопауза ќе имат и склоноста и ризикот да се доведат до остеопороза. Се разбира самата остеопороза е состојба често пати и не може да се препознае бидејќи таа и нема своја клиничка презентација. Првата клиничка презентација представува фрактурата или скршеницата. Станува збор често за така наречени нискоенергетски фрактури кои што за сметка на долгогодишното да кажеме во еден жаргонски термин, народски термин, роње на самата коска доведува до нејзино слабење и понатака до скршеница. Токму поради тоа во овој центар за остеопороза ќе имаме голем фокус на тоа кои се факторите кои што доведуваат до рана појава на остеопороза. Се разбира, тука не мислиме само на менопаузата, туку мислиме и на сите оние болести и терапии кои што ги имаат жените, а доведуваат до рано родење. Се разбира, тука мислиме најмногу на терапијата со глукокортикоиди, односно лекови кои што често пати се даваат во доменот на ревматологијата и други состојби, терапии кои што дадат со месеци и со кај некои со години. Мислиме тука на сите оние секундарни причини кои што доведуваат до појава на остеопороза. Тука најмногу мислиме на состојбите на апаративната жлезда. Во прв план понатака мислиме на сите оние болести што се поврзани со бубрегот и бубрежната слабост, поготово оние пациенти кои што се на дијализа. Се разбира, тука се како жените, така и мажите. И на крај да ги спомнеме оние пациенти, онаа група кои што имаат метаболно замрствување на црниот дроб кој што не стекот на годините доведува до една тешка хепатална инсуфициенција кој што за жал кај една група на пациенти ќе може да доведе и до остеопороза. И на крајот последен фактор, а не помалку битен, е метаболизмот на D3 витаминот кој што за жал кај нас не е доволно упатен, може да доведе и до рана појава на остеопороза и нејзина прогресија.